Слободата на медиумите е неприкосновено право. Јавноста има право да биде информирана, стои во Уставот, а на новинарот основна задача му е да ја почитува вистината. Вие зборувате, ние пренесуваме, а народот мери и гласа. Ова е магичниот круг помеѓу власта, новинарите и јавноста. И како што се вели во Кодексот на новинари, се е во функција на демократијата. Ако се оди по книга, кондициони, подготовки и темпо се држи преку проверени и балансирани информации. Медиумот за една земја представува и гордост и срамота. Гордост доколку живее во политички општествен амбиент на демократија и каде што се верификува, каде се потврдува како столб на демократската структура на земјата за која што се говори. А срамота е доколку ги напушти основните принципи или едниот единствен најважен принцип, тоа е потрагата по истината. Ако сте се определиле да бидете новинар, вие ќе морате да расчистите со неколку работи. Една од нив е врзана за вашето прашање е тоа дека медиумот не ви служи вам, туку вие и медиумот му служите на јавноста. И служите на јавноста. Му служите на гледалиштето, на читалиштето, на слушалиштето. А што се и се пласира на македонската јавност, цени Советот за радиодифузија. Јазик, видна содржина, времето издвоено за маркетинг и пропаганда, можни навреди и ширење на омраза. СРД ги мониторира електронските медиуми. Запечатените медиуми се уште никој не се прогласил за надлежен. Се внимава што се зрачи, но не се санкционира што се пишува, освен доколку се работи за клевета и навреда, казнива со кривичниот закон. А според законот за работни односи, новинарот ги ужива сите права како и останатите, освен кога тоа не е исклучок, а исклучоците се чести. Условите во кои се работи се многу лоши. Јас често велам дека новинарите информираат за експлоатација и злоупотреба на работната сила кај другите професии, но за својата некако предпоставувам од скромност или од фактот што се уште не успеавме да се артикулираме во тие барања, молчат. Синдикалното организирање е всушност обид да се проговори нешто и на таа тема и да се проговори нешто и за оние кои доаѓа, да знаат дека што ги чека и се разбира да се обидеме нешто да промениме, па и генерациите што доаѓаат после нас да најдат на некакви по-пристојни услови за работа. За сега, навистина, состојбите се, мислам, малку е да кажам катастрофални. Ние од овие 2 месеца колку постоиме, веќе 20 новинари загубија работа. И тоа така што работодавачите ги користат сите дупки во законот и сите не дефинирани сиви зони, каде што можат да го направат тоа, за тоа да го направат, а да при тоа новинарот и се разбира луѓето кои работат во медиумите, бидејќи не станува збор само за новинарите, немаат можност да се бранат. Тоа е едно. Второ, се обидовме да направиме некаква кроки, анкета околу тоа во кои услови работиме и се покажа дека најмалку 50% работат без какви да е здравствено, пензиско осигурување, 38% се, сега не ме држете за збор, не знам дали податоците точно ви ги пренесувам, меѓутоа тоа е процентот, мислам 1/3 се без трансакцијска сметка плаќани во кеш. Речиси никој нема договор во кој што му е назначена сумата на хонорарот, што е според законот. Со еден збор, оние елементарни критериуми кои се пропишани според законот за работни односи, кој инаку е доста рестриктивен, ние нив не ги немаме. Во борбата за вистината, сите добиваат, новинарот губи. Потребата за внимание и влијание е огромна, но јавноста е жедна за вистината. Освен со закон, новинарскиот збор
е регулиран и со кодекс на однесување. Ако досега медиумите служеа, беа така поставени во системот да на некој начин да функционираат или да бидат директно под влијание на политиката и на бизнис интересите, мислам дека е дојдено време овие политички интереси и бизнис интереси да се балансираат со интересот на јавноста. Има модели во Западна Европа и во Америка како тоа се прави. Ние сме тука да ги подсетиме тие што се одговорни да донесуваат одлуки и да ги убедуваме или како тоа треба да изгледа. Не случајно ние се залагаме за прво да се обезбедат некои минимални услови за работа на новинарите, после да одиме на еден процес на саморегулација, каде што ние самите себе или како ЕСНАВ внатре ќе ги решиме тие проблеми. Јас сум свесен дека во нашата фела денеска ретко кој се придржува на етичкиот кодекс на новинари, меѓутоа немаме друг излез освен да создадеме клима дека тоа е единствениот спас за нас како новинари, за да ја повратиме довербата кај јавноста и на некој начин па и да бидеме подобри медиуми кој ќе им носи поголем профит и на нашите газди. Помирувањето меѓу себе си, но и со останатите, започнува по 20 години независност, самостојност и државност. Борба за себе, борба за вистината, но пред се борба за демократија. Телевизија 24 вести.